Празни улици и сокаци. Ваква е сликата во подбеласичките села во Струмичко. Од време на време, само по некој возрастен до селските продавници или пак во сопствените дворови. Бугарските пасоши ги испразнија овие села, кои пред 20 на години беа полни и раздвижени. Ленче Костадиново од Смоларе се враќаше од лекара од Струмица. Двата сина и се во Германија. Заминале со бугарски пасош за да не се мачат во земјава. Со бугарски замина и добро име, они си имат добра работа. Фала на Господ и керка ми сите и знаете. Имат си добра работа, добар заработвачка и така. Се одлучија за бугарски пасош за подобар живот, претпоставам. За јас ги натерах. Значи, уште беа 17,5 години моите деца добија. Јас со мојот маж подпишаме, оти они беа малолетни, като што знаете, за да заминат там. Очто на мене ми беше веќе скиснено, одземи уделието тугај, зашто јас ако се мачам, моите деца дај да бидат они, а нека ме биде мене. А јас ако сакам, јас утре можам да стигнам во Германија, не е проблем. Не е поразлична сликата ниту во соседното Мокрино. Нема млади. Во селската продавница на прсти се бројат купувачите. Промет има кога се исплаќаат пензиите. Од време на време некој ќе помине да пазарува. Сите млади со бугарски пасоши заминале. Кој во Германија, кој во Швајцарија, кој во Италија, Словенија. Ние ден не остана тука, сите са низ Германија нам. Попичалови, мислам. Тука остана старите лица, екото мене, така и по-стари, да кажеме. Младин нема, се затварат школата, тие работи. Не знам што да одговорат други. Со бугарски пас, взема го због екзистенцијата мора своја. Нема што ќе живее пример сега. Нема што да се живее, дојдна стварно газ погло всичко. Во странство со бугарски пасош заминал и синот на Нада Ѓоргиева од Мокрино. Работел како медицинско лице во Струмичката болница 2 години. Не добил решение. Пред 15 години извадил пасош и со семејството заминал за Швајцарија. Синот 2 години работи у Струмица у болница. Не му даде решение. И почнаа да му утинуват од бирото, од подбирото се водише, утинаа му тие социјално бирото, нормално, право се. И он види всичко веќе одима. И што да кажа, а земааме и стана у Струмица, тука да сме. И они да са тука. Бихме ќе работелме в болницата, знаата фризерски такова има завршно и тук ќе карам, земааме, стан, што стан земаам, договор тамака. Убав. А со бугарски отиде или пак вака си имаше друг документ? С бугарски. Последниве години многу потешко се добива овој документ и не престанува аплицирањето. Пред се од младите струмичени. Сите во надеж дека ќе го добијат бугарскиот пасош како можност за излез во европското семејство. Керката има поднесена, ама не го добијала уште. За екзистенција, зашто го за екзистенција. Керка ми се уште не е добиен, има поднесена. Има поднесено нешто. Зашто нема вработување тука. Жителите во подбеласичките села со нетрпение чекаат да дојде летото и да заврши ковид пандемијата, за да може да си ги видат своите деца, внуци, паравнуци. Смоларе е едно од подбеласичките места во Струмичко, каде што бугарските пасоши ги преполовија по бројот на жители. Во ова, но и во останатите села во подбеласичкиот регион, речи си и да нема млади, кои што пред 30 години извадоа бугарски пасоши и заминаа во странство.